Секој граѓанин ќе има дигитален идентитет и пристап до сите услуги преку својот мобилен телефон. До крајот на мандатот, се што нуди државата ќе биде достапно онлайн, вети премиерот Мицкоски на дигиталниот самит на Западен Балкан кој се одржува во Скопје. Целта е да станеме центар на дигитални трансформации во регионот, земја што привлекува инвеститори и задржува таленти. Светот се менува и во иднина место ќе има само за оние компании кои се дигитализирани, додаде Мицкоски. Дигитализацијата не е за машините, таа е за луѓето. Таа е за мајката која сака побрзо да го запише своето дете во градинка, за пензионерот кој сака лесно да ја добие својата пензија, за студентот кој сака пристап до знаење и книги онлайн, за секој граѓанин кој сака да ја чувствува државата како пријател, а не како противник. Технологијата треба да служи на човекот, а не обратно. Тоа е наша цел. Нашата визија е држава која ќе биде целосно дигитална, транспарентна и ефикасна. Земјите од Западен Балкан заостануваат во користењето услуги онлайн во споредба со членките на Унијата. Ако сакаме да држиме чекор со нив, мора да се менуваме. The numbers tell the story. 31% of citizens across the Western Balkans use online banking. 36% shop online. 27% access to digital education. But only 20% use government services. We must do better. That is why the Western Balkans 6 joint statement on digital identity wallets and trust services is so important. На самитот се очекува да се потпише заедничка декларација, со која на земјите од регионот ќе им се дозволи бесплатен роуминг и во Европската Унија. Но за тоа ќе треба да се исполнат одредени услови, кои ги побара Европската комисија. Министерот за дигитална трансформација веќе изјави дека нашата земја најголем дел од задачите ги сработи, а до крајот на годината во целост ќе го исполни она што го бара Брисел. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.